Еден работник е полесно повреден на објектот на Хемомак пестициди кои се гради во индустриската зона Караслари. Несреќата се случила пред пладнево околу 11 часот и 30 минути. Се урнала армирана плоча која се подготвувала за бетонирање. Иако во моментот имало повеќемина кои работеле на поставувањето на металните прачки, со полесни повреди се здобиле двајца работници. Веднаш била повикана брзата помош. Еден од повредените се жалел на болки во градите. По укажаната прва помош, двајцата работници биле пренесени во Велешката болница на дополнителни испитувања. По направениот преглед, еден работник е пуштен на домашно лекување. По несреќата, работници кои го градат објектот го расчистуваа материјалот од уривањето. Металните прачки и дрвените даски со булдожер се вадеа од урнатините. Инаку, градежните работи на објектот на Хемомак пестициди ги изведува компанијата Делтапром. Нивни представници веднаш беа излезени на терен. По направениот увид, според првичните сознанија се сомневаат дека причина за уривањето на дел од армираната плоча е намалена носивост на еден од столбовите. Инаку објектот е веќе половина изграден. На бетонска основа се подигнати столбови кои ја носат завршната армирано-бетонска плоча. На овој начин е предвидено да се догради и вториот дел од објектот. $21.861 денар, толку пресметале надлежните во Државниот завод за статистика дека е просечната исплатена нето плата за вработените во државата. За една година зголемена е за 2,4 индексни поени. Споредбено со претходниот месец пак бележи пат. Просечно помалку плата во јули во однос на јуни примиле вработените во секторите уметност, забава, рекреација, трговија на мало и големо, поправка на моторни возила, јавна управа. Статистичарите пресметале дека просечната бруто плата во која се вклучени давачките на фирмите кон фондовите за здравствено и пензиско осигурување изнесува 32.145 денари. Според нив, трошоците на живот приближно се на исто ниво како претходниот месец. Податок кој најмногу загрижува е фактот дека 1,7% од вработените не ја добиле платата за месец јули. Петнаесетмина велешани добија грант за самовработување. Агенцијата за вработување го објави списокот со кандидати кои добија можност за почнување сопствен бизнис. Ова е вториот дел од проектот за добивање неповратни грантови во висина од 3.000 евра. Според објавениот список, 15-мината велешани почнуваат различни бизниси: производство и продажба на текстил, сметководство, игротека, месара се дел од фирмите кои ќе ги отворат кандидатите што добија грантови од Агенцијата за вработување. Единствен услов за добивање неповратен кредит беше невработениот да е пријавен како активен барател на работа. Предност во изборот имаа младите до 29 години. Програмата за самовработување се реализира 7 година поред. Сепак сите апликанти не добиваат неповратен кредит. До државни пари стигнуваат само успешните бизнис планови. Инаку во првата фаза од проектот на Агенцијата за вработување, сопствен бизнис во Велес почнаа 20 кандидати. Подари книга, подари светлина. Тоа е хуманитарната акција која од денеска ја реализира локалната библиотека Гоце Делчев. Ги повикаа граѓаните во наредниот месец да го донираат книжниот фонд од нивните домови за кои сметаат дека повеќе не им е потребен. Од библиотеката очекуваат и овој пат да најдат на добар прием кај граѓаните. Книгата има смисла само ако таа се користи. Ако стои дома на полиците, тогаш ја губи својата функција. И ги повикуваме граѓаните истите тие книги да ги донираат во локалната библиотека Гоце Делчев, со што ќе се овозможи на некој начин самиот живот на тие книги да продолжи понатаму. Навистина е многу поблагородно доколку граѓаните им овозможат на книгите кои што им се прочитани, кои што едноставно им пречат дома, да ги донесат во библиотеката и ние да ги подариме некому на кого што многу повеќе ќе му значат. Книгите кои ќе ги добие институцијата ќе се донираат во библиотеката на ученичкиот дом Лазар Лазаревски. И сите они граѓани кои што имаат оваков тип на книги можат да ги донесат во локалната библиотека Гоце Делчев, ние ќе ги собереме и потоа по завршувањето на акцијата ќе ги донираме во ученичкиот дом во Велес Лазар Лазаревски.
На тој начин ќе ја помогнеме библиотеката на малата библиотека на ученичкиот дом и се надеваме дека ќе им овозможиме на овие книги кои што ја завршиле својата функција кај досегашните нивни сопственици да се уште да бидат искористени. Акцијата Подари книга, подари светлина, Велешката библиотека ја реализира по 4-ти пат. Во првиот случај се собраа 1000 книги кои се донираа во училиштето во Иванковци и во Бигорскиот манастир, затоа што и на двете места книгите изгореа во пожар. Во втората акција се собраа 400 книги за СОС детското село. Третата акција беше за библиотеката во противпожарната единица и во Центарот за социјални работи, и во неа беа донирани 1200 книги. Душан Стоилковиќ од нишкиот кајакарски клуб Гусар е победник на отвореното првенство во кајак на диви води, кое се одржа во Велес на ново уредената патека кај Стариот мост. Тој делницата во Вардар ја помине со вкупно време од 80 секунди и 76 стотинки. Најдобро пласиран од велешките кајакари е членот на Вардар Борче Мирчевски, кој имаше 4,3 секунди за останување и го освои второто место. Трет беше Атанас Николовски од Скопски Илинден. Со мало заостанување од 4 до 6 место се пласираа Игор Стефановски од Вардар, Милош Јефтиќ од Гусар и Љубомир Спасиќ од Гемиџии. На отвореното првенство настапија 6 клубови, 4 од Велес, Илинден од Скопје и Гусар од Ниш. Тоа практично е комплетната елита во овој спорт, кој во моментов е сведен на само 2 центри во државата, Велес и Скопје.